Почитувани гледачи, добро вечер. Вечера разговараме за една многу интересна тема, а тоа е фудбалот во Македонија. Дали имаме можност да го вратиме на оние прави корени што ги имаме и низ нашата историја. Имавме доста големи успеси во фудбалот, како на државно, така и на клупско првенство. Вечера на моје задоволство разговарам со поранешен репрезентативец на Република Македонија, господинот Игор Кралевски. Игор, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Благодарам за можноста да бидеш вечерва со нас тука. Затоа и реков интересна тема, бидејќи фудбалот е навистина еден, како викаат мажите, втора споредна работа во животот. Со оглед на тоа, јас би сакал да накратко за вашата историја, ништо се имате поминато за да достигнете врв во вашата кариера, тоа е да го носите дресот на Македонија. Од каде доаѓа љубовта кон фудбалот? Па љубовта во фудбалот доаѓа од нормално од родителите, првично. Мојот татко беше контролор на утакмиците во ФК Вардар од времето, од 2001 можеби година, и така јас дојдов до градски стадион, дојдов до тие значајни и битни утакмици како што е Вардар тоа време играше против Хајдук, против Динамо, против бивша Југославија, нели беше тоа време, и секојдневно па чекав пред почетокот на утакмицата едно 4-5 сати, затоа што мојот татко беше контролор на целиот стадион и мораше да биде пред утакмица 5 сати да организира сето тоа што е внатре во стадионот, од редари, од вратари, од се што да биде се под контрола. Така е, и јас сакајки да бидам дел од тоа, присуствував таму заедно со него и некако љубовта ми дојде токму од тој момент. Јас би сакал ова да го поврзам вашето искуство со фудбалот. Дали имаме можност ние некогаш во иднина да бидеме навистина силна фудбалска нација, со оглед на тоа што изминативе години постигнавме доста добар успех со учество на европското првенство. Тоа беше еден, мислам дека најубав момент во животот на македонците, особено оние кои што го сакаат фудбалот како спорт. Имаме ли можност ние во иднина да успееме во ова, да речеме да бидеме консистентни во истото, да се надпреваруваме на вакви големи надпреварувања? Македонија е фудбалска нација. Македонија била и ќе биде фудбалска нација и имало таленти, ќе има, но Македонија е разочарана во делот на спортот, односно во делот на фудбалот. Затоа што знаеме уназад 7 години, осим на европско првенство, неговме другачие ништо не функционираше како што треба, а тоа е најкадарен фудбалската федерација на Македонија. Мислите дека поради одредени, да речеме, блискости на политичките партии што беа во тој период се уназади фудбалот? Па можеби и поради тоа, можеби ја мислам дека повеќе е неразбирањето од страна на претседателот тогашен на фудбалската федерација на Македонија. Воопшто нели седини не бил нити спортист, нити знае како да го раководи и менаџира тој тим, а сепак за ова играчка што се вика најскапа фудбалот е најзаслужно и најдобар човек треба да го менаџира спортот, да знае како да го менаџира, да ги воспостави работите внатре темелно, да постави квалитетни и успешни играчи, а при тоа тренери, да нема анонимуси, затоа што спортот е на спортистите, да постави, како што е сега во овој момент, успешни тренери, кои што биле успешни спортисти, кои што виделе малку пошироко надвор од нашата држава и да го спроведе тоа кај нас во државата. Кога ние ќе го спроведеме тоа внатре во државата, а секој некаде бил, дали јас сум бил во Хајдук Сплит во Русија, дали некој друг бил во Холандија, во Италија, Горан Пандев и уште многу други играчи. Ако не знаеш, види, прашај, па на крај на денот препиши. Донеси го тоа тука и спроведи го онака како што треба, затоа што Македонија има и те како има големи таленти. Во вашиот одговор што го спомнавте сега конкретно за непознавање на фудбалот, сакате да кажете дека доста големи таленти што ги спомнавте и луѓе кои што се легенди во македонскиот спорт биле оттргнувани од
од Да. фудбалската Во федерација? тој период беа отргнувани, еве вие кажете ми едно спортско име, едно фудбалско име што сте го слушнале на ТВ, а бил тогашните 7 години во фудбалската федерација. Тоа беа се анонимуси, послушници и едноставно како да беше приватизирана фудбалската федерација на еден човек или како што викате вие, може би на една партија. Со тоа и се уништува и се уназадува Со фудбалот, тоа а се не... уништи, да, и се уназади фудбалот и нормално и македонската нација не може да види квалитет. Дали очекувате вие од оваа гледна точка сега со новите кадровски промени во ФФМ, дали очекувате ФФМ да оди напред? Па да, и јас очекувам и убеден сум во тоа дека ќе почнувајќи од Масар Омерагич, познавајќи како човек, како успешен, крајно и бизнисмен, и спортист, а многу е битно во таа функција да си и бизнисмен, и менаџер, а и ги познава и фудбалските денови кога бил во неговата спортска фудбалска кариера. И мислам дека со неговиот тим, кој што го создава као што е Горан Пандев, придружник, као што е и други знаеме тренери успешни, при тоа играчи успешни кои се дел од тимот негов, и сигурен сум дека ќе успее и ќе донесе нешто квалитетно и конечно да се гордееме ние Македонија во фудбал, затоа што заслужуваме и дека сме фудбалска нација. Се согласувам потполно дека навистина треба да се вложи доста во фудбалската федерација, во фудбалот комплетно во Македонија. Јас би издвоил сега нешто и за вас, односно играте еден период за Хајдук од Хрватска, играте за Луч од Русија и еве од ваша гледна точка какви се оние разлики кои што ги имаат тие, иако сепак збориме за неколку години уназад, меѓутоа какви се оние разлики кои што ги имаат тие во, да речеме, нивните тренинг центри, фитнес зони, со оние кои што ги имаме ние? Можеме ли ние да ја достигнеме таа цел, да речеме, да имаме поквалитетна инфраструктура за да се учат новите таленти на Македонија? Па види, во моментот сме многу далеко, а со поставувањето на новото раководство во фудбалската федерација, сигурен сум дека тоа ќе го спроведат. Баш претходно разговаравме и за тоа, зашто подлогата на една куќа е темелот, а темелот се луѓето што се сега поставени, и мислам и сигурен сум дека они ќе го воспостават тој ред, како што е на пример во европските клубови. Еве, јас сум имал лично искуство да играм Хајдук Сплит. Хајдук Сплит има 4 терени помошни, фитнес внатре во стадионот, 25 соби, стадион кај што и игра втор клуб на ФК Хајдук кој што младите таленти играат во вториот клуб, кај што ФК Хајдук ги прати секојдневно и секоја утакмица како они се развиваат. И не може да нема успех со такви третмани на играчи, со такви тренери, со имиња и презимиња, со успешни кариери, и нормално дека ќе биде успешен и клубот како што и денес знаеме кој е тренер таму, еден Гатузо, кој е директор знаеме исто, па што јас сум бил дел од тоа, како што е Игор Штимац, како што е Роберт Јарник, како што е Зоран Булич, тоа се икони на фудбалот, не само во Сплит и во Хрватска, него во сама Европа. Убаво е тоа што се вложува во иднината, го спомнав ти оној втор тим на Хајдук, со оглед на тоа што самите тие вложуваат тимовите во младите, се вложува и тие вложуваат и во хрватската репрезентација, затоа и ние самите како држава треба и да вложуваме во македонските таленти, да имаме со цел подобра репрезентација на македонската сцена. При тоа е создадено сега новото Министерство за спорт, преку кое што владата ќе успее да врати она гордост на фудбалските терени. Кога зборуваме за младината, дали имаме некои млади деца кои што можеби вие ги знаете бидејќи сте во тие простори, што имаат иднина, а треба да се вложи доста во нив? Имаме ли такви млади деца? Баш те пратив претходно, Валентин, како разговараш, мислам кога да си бил спортист и во дел од спортот да си бил. Во талентот на децата, значи како што кажа и нацијата, убаво прашање, како што кажа и сега пред 2-3 секунди, нели, за талентите, како тие се развиваат таму, како тие се развиваат тука, нашите деца.
ги главно темелот, што го кажав ја, исто на една куќа што е најбитно темелот, и поставувањето на редоследот како треба да се одвива еден клуб од почеток до крај, од петлиња најмали па се до сениори најстари. Јас само ќе ти кажам на случка, добро прашање, баш ме подсети да кажеме добра споредба ќе направиме и можеби и ќе додирне до некого за да допре ова, за да воспоставиме некој ред и редослед како треба еден спортист да се развива, али нажалост еден спортист не може да се развива сам, него мора со помош на клубот. Така. Зашто јас афирмирам нели со клубот и клубот се афирмира исто со мене, заеднички интерес имаме. Значи јас бев тренер од 2017, односно 2017 до 2022 во ФК Вардар, во младинската генерација. Бев еден од најуспешните тренери. И поставувањето во ФК Вардар, знаеме кој беше тогашен спонзор. ФК Вардар стварно беше најуспешен клуб, сето тоа нели со излез во Европа, пласирање во групи, значи играње со Фенербахче, доведување на публика на стадион, само така можеш со успех за да доведеш публика и луѓе. А фудбалот без публиката нема лезет, нема енергија, нема кој да те крене. И мене ми се случи на ситуација каде што 2018 година, 2019 година, кога ФК Вардар имаше прекрасни таленти, каде што ФК Вардар беше проект околу 7-8 години, каде што ФК Вардар се направи клуб вистински евроранг, на вистински евроранг, победувајќи нели во Фенербахче и играјќи против Реал Соседат, и допре до душите на Европа многу близу беше. И 2018 година, каде што веќе знаеме како се промени власта, дојде СДС, дојде други да се мешаат во клубот кои што не разбираат, како што е, сега да не споменувам, како што е тогашниот градоначалник Петриш Легов. Нормално почна клубот да иде во надолна линија. Зошто? Затоа што можеби од неразбирањето и непоставувањето на професионалци и на успешни, односно квалитетни спортисти и тренери. И 2019 година, што сакам да кажам, 2019 година јас бев тренер на 2002 генерација. Тие беа кадети. 2002 генерација беа прво место, освоивме првенство и освоивме куп. Ама нормално јас сум бил спортист и ке комуницирам и со ФК Хајдук, и со Русија, и Украина, и па и контактирам во Кина исто, има наши срби каде што нели имали добри деца, немали добри деца. И во 2002 генерација имаше два прекрасни фудбалери. Тоа е Азар Омерагич, кој што е на сегашниот претседател на Фудбалска федерација на Македонија, на Масар Омерагич син, и Игњатов. Давид Игњатов ли беше, не се сеќавам како му беше името. Ги препознав. Пријавувајќи Мате Радич од ФК Хајдук, ми се јави баш и ми кажува крале, вика, има ли некој таленти, ми треба шпиц, вика, и полушпиц, лева нога, сидраш или скок. Ја викам Азар Омерагич топ и викам Игњатов. Му се јавувам баш на Масар Омерагич, викам да ме примиш да дојдам. Отидов кај него, викам дали си расположен да идеш во ФК Хајдук. Кој не би сакал крале? Чест. И јас викам очекувај за 3-4 дена официјален мејл во клуб. Пази, ништо не работиме против клуб, него Так. официјален мејл пратиме во клуб, за да потенцирам на крај. Така. И за 3 дена тие ми пуштаат Мате Радич, вика пратено мејл. Ја му се јавам на Масар, му викам пратено мејл. Фала ти. Му се јавуваат, го зимат, односно го повикуваат ФК Вардар. Што се случува после тоа? Пази, официјален мејл каде што ФК Хајдук го бара, ти како стручно лице и како председател на тогашен ФК Вардар,
можеш да кажеш било која сума. Значи, таа сума го пуштаме, таа сума оди за клубот. Затоа што сите европски тимови, почнувајќи од ФК Хајдук, ФК Динамо, знаеме каде стигнаа тие два клуби. Да. И затоа што тие два клуба се таму, цела хрватска репрезентација знаеме више каде е. Значи ти можеш колку сакаш. Ако не го добија тоа, може да се одбие понудата. Така. Али ништо не е одело црно, него се преку мејл. Првично, заштитен е ФК Хајдук, Така. затоа што официјален мејл праќа на ФК Вардар, во случај ако не е официјално, може да дојде ФК Хајдук казна за да не играње во Европа. А не играње едно во Европа е 3 милиона евра. И сега, утре дента, имаме состанок. Кој заврши работа за Азар Омерагич и за Игњатов. И сега мене незгодно малце. Ја ништо не сум направил лошо, него само сум направил добро за македонскиот фудбал, за да се презентира надвор, како за деца, така за клубот. Баре оштета колку сакаш, ако имаат пари ќе ти дадат, немаат пари, не Тоа ти е дават, тоа, да. пропаѓа. Да. Али ништо не е црно. Се е бело. И се е европски како што треба да биде. И замисли мене, вика, нашата политика на клуб нема продажба на млади играчи. Е сега да потенцирам. Како македонскиот фудбал да го креваме од Македонија да иде во ранг на Хрватска и на Европа, ако ние млади играчи не презентираме? Како второ прашање е Македонија да се афирмира како држава, ако не преку младите играчи, фудбалерите, спортистите, без разлика кој спортист и каков спортист во кој спорт? Значи, еден пјаца на 18 години од ФК Динамо, само што напуни 19, отиде во клуб во Европа за 2-3 милиона евра. Тие 2-3 милиона евра влегле на контото на Динамо. Така ќе влегоа и за Азар Омерагич оштетата во Вардар и за Игњатов ќе влезеше оштетата на Вардар, на конто. И со тие пари Вардар ќе живее. Значи се е менеджмент, нема ништо трето. И јас, како што сум јас, викам, јас го следи трансферот, али нема ништо нерегуларно и неофицијално. Затоа што се официализира мејл, пратен од ФК Хајдук во ФК Вардар и испочитуван и од двете страни. После не навлегувам. Азар Омерагич отиде во ФК Хајдук, Игњатов исто замина во ФК Хајдук. Е сега, втора причина, каде што мораме ние, како нација, ние сме нација работници, ние сме нација за докажување, ние сме нација, нели, препознатливи сме по борба. Така. И за жал не можеа да се адаптираат за година дена. Исто сега ова мене ме молија, зашто јас сум играч таму. Молим те, ако може исписница за да, нели, децава не седат на клупа, а да играат во некој друг клуб, каде што ќе имаат минутажа, правилна одлука и таа. Таа е моје дете, јас не би направил така, ја би го оставил Да се во бори клубот да се бори, да добива искуство, затоа што тренингот е утакмицата. Така. Ако имаш квалитетен тренинг со квалитетни играчи, ќе бидеш квалитетен. Ако немаш таков тренинг со квалитетни, ќе бидеш понеквалитетен. И поентирањето ми е, мора да се спроведат работите од темелот на куќата, за тоа што секоја продажба на млад играч треба да молиме Бога да се продаде, да го уновчиме, клубот да го уновчи тоа. Да не бараме од општините, да не бараме од градоначалниците, да не бараме пари од народот, него да менаџираме, да правиме пари, за тоа што кој знае, кој умее, фудбалот е скапа играчка, ама може и премногу да се заработи. Гледаме примери низ Европа,
како што е Хајдук, како што е Динамо. Прашете во Динамо дали има спонзор. Звезда и Партизан исто. Звезда. Значи сите си се спонзорираат кроз играчи и кроз таленти. Така. Не случајно Црвена звезда сега зима од Македонија како голманот Лукевски, како 18-17 годишно дете, како Гаштаров. Исто мое дете беше, го земав од Металург, 2006 генерација, значи тој има, колку има, 19 години. Така. Вложуваат во Од својата Црвена звезда, иднина. значи вложуваат во младенска лига. Али првиот момент каде они што ќе заработат 2-3 милиони, они не размислуваат, прават добро и за детето и за клубот. Затоа што клубот треба да живее, Така. а не да живееме, пак да се повторам, од општините и од градоначалниците, за жал. Така, имаше еден, ме подсетивте на ова случајот со Арсен Венгер, со продажбата на Анри, ако не се лажам, или не ме фаќате за збор на кој играч, го продава играчот и со тие пари тој гради уште 3 тренинг центри и знаеме до каде стигна Арсенал сега, без разлика што можеби нема толку освоено титули, меѓутоа достигна еден врв во фудбалот кој што промовира играчи на од многу млади години. Знаеме тој како имаше еден сенс за она буквално да ги пикира кои се млади деца кои што може да додат напред и со тоа станува клуб што е познат, кој што вади нови млади играчи кои што се развиваат, па подоцна ги препродаваат или остануваат во клубот и формираат еден квалитетен тим во Европа и во Англија. Го спомнавте и луѓето на трибините, тоа е моје вака би го заокружил овој наш подкаст. Што треба да направиме освен квалитет на фудбалот во Македонија, што можеме да направиме да ги вратиме луѓето на трибините? Пак ќе ти кажам, значи прво треба Валентин да се направи од темелот. Да се вложи во инфраструктура. Да, како ќе се вложи? Прашање одма. Ако не продадеш играчи. ФФМ, Фудбалска федерација, ќе ти даде дел на секој клуб, донација. Како што следува. Како што следува. Али зашто попрво тој клуб да даде? Второ, талентите, кој ќе ги развива? Сега, значи Масар Омерагич постави добри луѓе, добри менаџери и убеден сум во тоа дека ќе го направат она што треба да го направат. А што треба да направат? Јак скаутинг, каде што скаут ќе биде менаџер, менаџер, знаеш што е скаут? Да. Скаут, каде што ќе идат секојдневно да пратат деца квалитетни, Да ги развиваат. да се оди на квалитет, да не се оди на квантитет и да постават добра организација, добар камп, каде што секаде во Европа има кампови, можеме да видиме, каде што секоја од 2009 од 13 годишна па нагоре имаат своји училишта, каде што истите тие деца учат, каде што тие деца имаат доручек, ручек, вечера, али претходно од скаутингот се селектирани, квалитетни. И да вложуваш во квалитет. Друго, за да дојдеш ти до квалитетот, мора да спроведеш наука и од училишните спортови. Значи, училишните спортови да склучиш договор со професорите, односно со наставниците, кои што се во делот на физичко воспитување. Да они ги препознаваат дали Валентин е за кошарка или Кралевски е за фудбал. Затоа што нормално ние ќе одиме само по клубовите скаутингот за да гледаме квалитетни деца, ама не секогаш има убеден сум во училиштата каде што децава, за жал, дали родителите не ги ориентирале, не им давале правец или поради економски причини можеби од населениве места што се подалеку од центарот на Скопје и да им се помогне на тие деца и да се создава за оваа држава. После тоа, трета е, за да науката се воведе после 16 годишна возраст. Значи не може тренерот да знае и наука, да знае и кондиционен тренер да биде, не може да биде, значи тоа се треба да се биде 6-7 луѓе кај што ќе се биде сервис на тимот. Треба работа, не треба да се штедиме во работата. Имаме квалитетни
тренери, имаме сега квалитетен председател на Фудбалска федерација како што е Масар Омерегич и сигурен сум дека ќе го спроведе и точно знае што да спроведе. Значи, јас ова не го зборам од памет, сум го видел, сум го осетил прво како дете, како играч, сум го видел и кај нас како и која е споредбата, како што прашањето твое беше одлично, која е споредбата измеѓу Македонија и Хајдук Хрватска. Знаеме кој е Хајдук, знаеме се и сум ја направил таа прегледност, нели, и од едната и од другата страна и сум увидел како треба правилно да се дојде до успех. И нормално, на крај и најбитно едно од тоа се финансирањето за клубовите. Пак ќе кажам, не може да финансираме преку општините и преку градоначалниците. Тоа е товар за една општина, за еден градоначалник, за еден буџет нивник, каде што треба, нели, улици, каде што треба други пропратни работи, кај што треба рефлектори, кај што треба осветлување, да се гледа 21 век. Значи, така треба да биде. А при тоа, за да не дозволиме општините да финансираат и градоначалниците, да им ја олесниме работата, пак треба вистински, квалитетни и работници, менаџери на сите клубови што се во македонската прва лига. Согласувам, убаво кажавте последно, дека треба вистински луѓе на вистинските места, влог во младината, влог во стручните штабови, попознати како што се, да има и да се има желба и визија како да се води фудбалот во Македонија. Игор, ти благодарам за ова твое вечерашно гостување. Се надевам дека го задржавме и вниманието на гледачите. Разговаравме на вистина една, за мене би рекол на вистина интересна тема, како што е фудбалот во Македонија, се со цел да имаме подобар фудбал, подобра инфраструктура во спортот, а и да ги вратиме и луѓето на трибините. Ти благодарам. Како што кажа Валентин, без визија нема ништо. Благодарам на поканата и со задоволство говорев на емисија. Ти благодарам многу. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Разговаравме за фудбалот во Македонија, дали оди во вистински правец. Влогот во младите, влогот во стручните штабови и влогот за правилни луѓе на правилни позиции е рецептот за успешна фудбалска федерација на Македонија. Ви благодарам за вашето внимание и се гледаме во следната емисија. Поздрав и секое добро.